Ако заздане се заинаети, тој ни е единствената шанса. Не ке можеме да го најдеме Джемал. Ти ќе го бараш или јас да го барам? Бројот што го баравте е превремено недостапен. Ве молам да ставете порака по зашиот сезон. Јави му се на имдата, Духи. Добро, бато. Зборувај со полицијата и агентите. Нека вршат контрола на влез на градот. Нека проверат дали ја поминал границата, дали умрел, заминал, слично. Фалат куршуми. Кому ги испука, а? На брат ти Полат ги испукав. Но куршумот си го препозна газдата. Не го погоди. Тоа е државен куршум. Ке барат отчет за него. Да ти го платам? Не. Нема потреба, нема да земам толку пари од тебе. Да го стегнам? Прави што ти велам. Направи преврска. Направив преврска, ја стегнав раната. Ќе биде во ред неколку часа, но кој ќе го извади куршумот? Трни се на страна. Јас ќе го извадам. Бато Заза го нема нигде. Како може да го нема? Имдат исто го нема, Сафет исто. Отишле кај Зулфиќа Рага. После тоа нема трага од нив. Што ли прави човеков? Оне што е пријави во полиција е спроти вас. Што сакате направете му? Додека си ти тука, никому не му доликува да прави нешто чекар. Не ве разбирам. Зошто за џабе зборувате? Мене правете ми што сакате, ама оставете ме ги внуците. Нека те видат внуците каков си, па ќе те оставам. Не губив Заза до сега. Сигурно имам причина за тоа. Ако постави го што сакам, и денес нема да го убијам. Ти давам последна шанса по саат. Убий ме и спаси се. Ако се живи внуците, ќе правам се што сакаш. Добро. Бакни ми ја раката и извини се. Ќе те пуштам и тебе и внуците. Јас ќе ти ја бакнам. И твојата рака ќе ти ја бакнам, и на твоите луѓе ќе им ја бакнам. Јас и ногата би ти ја бацил. Само остави го војче. Фала Богу, не слушам со ова. Не слушам што зборуваш. За да ти ја бакнеме раката, мојата глава или на внуците треба да ни падне доле, одвоени од телото. И тоа треба да го видиме. Си ги сакаш ли внуците, бе ти, а? Сакам луѓе. Си ги сакам и внуците. Ги сакам и животните. А тие како тебе, гадни коњи не ги сакам. Остави го бе него, добро, ќе правам што сакаш. Муа.
Знаете зашто добро го сакам Заза, а? Многу добро си ги познава пријателите и непријателите, по старите и по малите. Оставете Гимнат и Сафет на страна. Вети дека ќе го ослободиш Вујко ми. Ке го ослободам. Не реков дека нема. Рейс, уклучи го телефонот. Ало, Слышна дека Заза те посетил во болница. Повторно се сближиле. што зборуваш посад? Велам дека ми се пријаде шиш кебаб многу, а? И дека ќе го испечам другарат и наместо него. Офати Заза? Не, сам дојде. Постојано ме пријавил на полицајците. Ми ја бакна раката сега. Посад, немаш ни грам памет. Ама, ако има околу тебе некој со памет колку леблевија, нека ти каже да го убиеш Заза. Ако ти ја бакнал раката, веднаш уби го. Овој пат ни јас нема да можам да те спасам. Боже Господе, сакав да се пофалам дека Заза е кај мене. Но Заза бил голем човек, ме мати кажа. Не му беше баш галина човекот. Писат, ме мати е во право. Уби ме. Што велиш, Рейс? Треба да се послушаат искусните луѓе, чакар. Бебето е машки пол, 3 кила и 300 грама. Здраво и живо е. Како е мајката? Добро е, нема компликации. Во ваши раце се. Невестата и внучета на мој близок се. Ве молам, внимавајте. Не грижете се, господине. Каква е состојбата? Проблеми со полицијата, бате. Ама викаат дека ќе се среди. Не се инволвирани во настанот и нема ништо. Ајде да одиме во канцеларија, по пат контактирај. Добро, да го видам. Ете, ова е најгадниот и најнечесниот непријател. Коречно ќе го отмазниме председателот. Ќе го одведат во кандил за да го осудат. Каде ми е снашката? Каде што се нечесните, таму е. Бато, снајката нема шанси да излезе пред 6 месеци. Испечатевме покана за 31 мај. Добро си направил, бато. Како адреса ја наведе адресата на затворот ли? Замисли дека е селска свадба.
фала Богу, никој нема да пука. Нема да има слепи куршуми. Бегај тамо. Има некоја вест да кара, брат? Еднаш ке ми беше од корист, а Арно ама го снема. За го нема. Како може да го добиеме, Чемал? Како може да го нема? Го нема, некој го тргнал. Лупатни за еден. Што е, мати? Брат, пустат ми се јави и ме праша дали да го убие Заза. Помислив дека лаже. Му реков да го убие озгора. Заради тебе овој пусат ми е голем проблем. Ало, Ме матите бар. Ало, ало, го стори тоа. ја кажува молитвата. Кога ќе заврши ќе го сторам. Застани. Доаѓам. Сакам лично да го видам тоа. Каде си? Во Киличи во старата депонија. Да, знам. За 10 минути таму сум. Не го убил, фала Богу, брат. Додека е тука ме мати и него да го средим. Пусно Јане Килиш во својата изјава кажа дека тој го убил Кена Кантарџи. Господинот Хусну кажал така за да ме заштити обвинителу. Кога се случи тоа му се јавив лично. А кога дојде, Кенан веќе беше мртов. Сакав да се јавам на полиција. Но господинот Хусну малку го опцо Кенан. Ми рече добро сум сторила и дека ќе го погребе. Зашто претходно не го кажавте ова? Не сакав да му се наштети на господинот Хусну бидејќи ми помогна. Ние не можеме да знаеме дали ви помогнал или не, господјо Селви. Да се јавевте во полиција, се собереа докази и немаше до ова ниво да се дојде. За жал не постапив правилно бидејќи бев во шок. Кенан ми беше долгогодишен вереник. Зар би помислила дека ќе ме силува и дека ќе сака да ме